да се надоврзам на темата декарбонизација, во буквален превод значи намалување на јаглеродните емисии во атмосферата, проблем со кој што се соочува цел свет, се соочуваме и ние, иако ние како држава не сме еден од поголемите емитери, меѓутоа секако треба да бидеме дел од процесот. Тоа впрочем е и една од нашите премиси како партија, дека климатски неутрално општество треба да биде онако кога што треба да се стремиме, вклучително и во пресрет на локалните избори, треба да биде еден од столбовите на нашите општини, на политиките на нашите општини, што помалку емисии на јаглерод моноксид и јаглерод диоксид во атмосферата, а тоа значи впрочем енергетски ефикасни објекти, тоа значи промена на системите за затоплување во еколошки системи за затоплување. Мислам, тоа е тема на која што можеме многу да разговараме. Програмата за локалните избори, сега можеме се полека да се надоврзуваме. Секако декарбонизацијата или климатски неутрално општество ќе ја опфати. Животната средина е портфолио кое што ќе ја чини многу државата во процесот на усогласување. Едно од најскапите, вклучително покрај секторот земјоделие. Ќе мора да се вложат многу напори, но и многу финансиски средства, бидејќи зборуваме за многу подобласти. Зборуваме за заштита на воздухот од загадување, таму имаме и текако простор за интервенции, за да го намалиме загадувањето. Секоја зима гледаме со што се соочуваат нашите општини. Втор проблем кој што сериозно го гледаме секој ден е управувањето со отпадот. Тука морам да кажам дека сите имаме своја улога, од секој граѓанин до највисоките инстанции во државата. Мораме многу напори заеднички да вложиме, ако сакаме да воспоставиме системи. За жал, практиките покажуваат дека секој наш граѓанин во рамките на државата не се однесува. Секој. Најголемиот дел од граѓаните, има и секако и совесни. Меѓутоа, кога ќе излеземе од граница, таму каде што знаеме дека казнуваат, таму сме примерни европски граѓани. Таа пракса ќе мораме да ја напуштиме. И мора да се инвестираат многу средства и во она што можеби ние не го гледаме. Многу често политичарите кажуваат: "А не ми треба таквото нешто, не можам да добијам политички поени", меѓутоа не. Напротив, мора да имаме чиста и здрава вода за пиење. За жал се уште има многу населени места, дури и во централни подрачја на одредени градови, каде што нема пристап до чиста вода за пиење и системите за собирање и одведување на отпадните води. Некој ќе каже: "Јас паметам еден градоначалник од ВМРО на времето во Гевгелија, кога градевме пречистителната станица, викаше: "Што ми е мене гајле, јас сега ќе ги терам граѓаните да плаќаат дополнително за третман на отпадни води", и така Варда роди во Грција. Тие таквите размислувања и пракси мора да ги напуштиме. И да не кажам и со кој вокабуларија ја нарекуваше пречистителната станица, најверојатно ќе ви текне. Значи, мора да почнеме да размислуваме дека животната средина треба да биде здрава и чиста пред се заради нас. И секако и за биодиверзитетот, тоа се екосистеми, ние сме секако една од алките, меѓутоа најголемиот противник на животната средина, за жал, во моментот сме ние, луѓето.